Почитувани гледачи, добар ден, нов ден, ново отворено студио на 1ТВ. Јас сум Антонио Крстевски, до мене е колешката Елена Милошевска и со нас ќе се дружите во отвореното студио, почнувајќи од сега од 14 часот, па се до 17 часот попладне. Како што споменав, до мене е колешката Елена Милошевска, таа ќе ве запознае со содржините кои што ги имаме подготвено во текот на денешниот ден, содржини со кои што се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание. Елена, повели. Така, Антонија, ти благодарам најпрви. На сега, значи, официјално во 14 часа започнува денешното маратонско рочиште на отворено студио. Најпрви во првите половина час, како што најави колегата Антонио Крстевски, ќе се дружите со мене и со него, а ние тука ви подготвивме интересни теми, односно исечоци од вчерашното студио, изјави од Петар Богоевски и Гордан Лажетик, а подоцна ќе има милинковско вклучување од собрание, каде што ќе вклучиме колешката Весна Велкова. Потоа следува информативно издание, односно вести со колешката Елена Джугуманова и потоа повторно се враќаме во отвореното студио, повторно ќе се дружите со мене и со колегата Антонио Крстевски, каде што всушност наш денешен гостин ќе бива доде во Сдруженијето Борка, а ќе разговараме на темата со оглед на тоа дека расте бројот на заболени од рак. Македонија се уште нема регистар и исто така ќе бидат отворени и линиите, па доколку гледачите имат било какви прашања, ќе може слободно да се јавите кај нас и ќе разговараме и со Дејан Андоновиќ, анализа на вестите од светот. Потоа следува кујна, односно ќе имате можност да научите нов рецепт со Маја Готви, а веднаш потоа повторно се враќаме во отвореното студио од 17 часот до 17:25, каде што наша гостин ќе биде Адриан Џафери, еко-герила. Ќе разговараме на темата енормното загадување кое што веќе во Македонија е долгогодишен проблем. Потоа пак имаме емисија Возење со Вучич. Веднаш потоа следува ексклузив со Стефан и Нина, а во однос на тоа совети, критики во однос на модата ќе слушнете од колегата Сергеј во неговата емисија Студио Мода. Се враќаме вечерта во 19:15 до 20 часот, повторно има отворено студио и она што можам да кажам дека по отвореното студио го имаме централното издание на вестите со колегата Александар Петревски, каде што исто така веднаш по вестите пак нашата драга Гордана Дувњак во емисијата Правда и неправда ќе разговара со двајца нејзини гости. Станува збор за Даница Џонева, владин агент, и Маргарита Цаца Николовска, поранешен судија во Страсбург, на темата со оглед на тоа дека се повеќе предметите на СЈО се плеткаат во политичките мрежи. Дали може би криминалците својот спас ќе го бараат на следна станица, односно во Европскиот суд за човекови права. Потоа повторно следува отворено студио со колегата Александар Чомовски, граѓански форум на тема дали државата треба да ги покрива долговите кон ЕВН и винариите. И на крај денешниот ден ќе го заокружиме со дневникот, повторно со колегата Александар Петровски. Одлично, Елена, се надевам дека сториите, односно работите кои што ги презентираше, ќе им го задржат вниманието на нашите гледачи преку текот на целиот ден. Инаку, како што најавивме во овој термин, стандардно ги искористуваме во ведните минути за да погледнеме еден рекапитулар на она што се случуваше во текот на вчерашниот ден, односно во емисиите во отворено студио по 19 часот. Прво ќе ја повикаме изјавата, односно и сечокот од Петар Богоевски, еден од реформаторите во ВМРО ДПМН, кој што во текот на вчерашниот ден разговараше со нашиот колега Сашо Ордановски за тоа како течат една година реформите во ВМРО ДПМН. Она накратко што може да се заклучи од изјавата на Богоевски е дека тие не се задоволни во кој правец се движи најголемата опозицијска партија во Македонија. Предлагам да го видиме и сечокот. Една година подоцна може да констатираме еден неуспешен процес на
на не само интеграција, него неуспешен процес на демократизација на партијата. Пред се процес исполнет со многу непотребни антагонизми, без вистинска искрена желба да се отвори дебата и дискусија за различни ставови, пред се да се изгради толерантен став кон различноста, кон различните ставови во партијата. Јас претходно имам истакнато дека ние го победивме Груевски, но груевизмот не остана во нас. Тоа останувам на таа оценка. И она кое најмногу загрижува денес, тоа е дека Светото Тројство, кое е апсолутен владетел на она кое ние денес го познаваме како ВМРО ДПМН, тоа е таткото Сашо, Галенио син Никола и духот Мартин, кој никогаш не го гледате секаде присутен. Мислите Сашо Мијалков, Никола Груевски, Мартин Протоѓер? Да, особено под познати псевдоними на Фејсбук, Толовци и разни псевдоними. Сепак тоа Свето Тројство остана да биде на пиедесталот на она што Духот на партијата. Духот на партијата. Она што е она искривена слика за она што би требало да биде вистинско ВМРО во една современа македонска држава. И Христијан Мицкоски е на некој начин новиот, ајде се трнавме со вокабулар на религијата, новиот пророк кој би требало да представи да врати кредибилитетот на таа религија, на таа верба, на тие вредности. На таа некој ќе каже и догма. Но за жал се прашувам колку има слобода и можност тој нов пророк да промовира ново слово или нов завет визави господарите на Стариот завет, а тоа е тоа тројство што го спомнав. И во рамки баш на тој проблем и тоа ограничување за промовирање на Новиот завет, некаде во тие моменти се губи вистинската шанса за она што го зборуваме последнава година, а тоа е ново европско ВМРО ДПМН, кој ќе биде носител не да следи владата, него ќе биде носител на евроинтеграцијата на Република Македонија. Иако во опозиција тоа не е проблем. Промоцијата на новиот статут или новите политики или новата идеолошка не платформа, доктрина на ВМРО ДПМН, која беше промовирана од страна на иницијативата за реформи, не беше препознаена за жал како внатрешна вредност во партијата, нешто што се родило од активисти од внатре во партијата, не беше препозната како непријател за зацврстување на позицијата на, не знам, председател Мицковски или непријател на зацврстување на позициите на ВМРО ДПМН во овој момент. Некој велат дека успешно ви залепи етикета на проамерички, а тоа е во партијата, барем во овие околности, некако како клетва да ви фрлила. За жал, лепењето на етикети беше и остана една од практиките на сите кои различно размислуваат да се етикетираат, но се вратам на поентата од претходно, она кое тоа непрепознавање на таа вредност која излезе од внатре на партијата и отфрвање како нешто кое се наметнува со цел да ги сруши позициите на ВМРО ДПМН, направи обратен ефект. Напротив, се изгуби шанса ВМРО ДПМН денес да представуваат дефинитивна и сигурна алтернатива на власта и да биде се поизвестно дека ВМРО ДПМН е во можност да формира новата влада. Во овие моменти со вакви позиции, без препознаени вредности демократски внатре во партијата, ние само ги пролонгиравме нужно она што следува, а тоа ќе следува наредната година. Едноставно, историскиот тек не се запира. Историскиот тркало не се стопира. Тоа меле, тоа не се опирливо, туку тоа е и безмилосно. Тоа кога ќе трне се, секој кој се обидел да го стопира тоа историско тркало, едноставно бил прегазен или мелено месо станал во тие историски текови. Пред да погледнеме малку повеќе во детали во еднината, ќе го повторам прашањето. Чувствувате ли сопствена вина, некаков сопствен пораз, може би некаква погрешна стратегија на реформаторите и така натаму? Лично за мене, мислам дека можеше да дополнително изградиме капацитети, ресурси за промовирање на сите вредности и заложби кои ги
промовиравме, особено се спротивставиме на црната кампања против нас. Тука беше една проценка дека не треба да враќаме со аргументи или да демантираме дел од таа црна кампања против нас. Одлучивме да оставиме неми и да оставиме граѓаните сами да перцепираат што е лажна вест, што е вистина, да перцепираат нахилност и уништување на нешто ново, нешто поквалитетно. За жал во Македонија се види дека се нема тој капацитет и таа свест за да се препознаат црната пропаганда дава резултати. Да, за жал во Македонија се уште дава силни резултати. Не резултати, него силни резултати. Јас се надевам дека ВМРО-ДПМН ќе ги искористи како избори за успех, за победа и дека ќе се остварат тие оптимистички прогнози. Меѓутоа, политиката е нешто и повеќе од математиката. А тоа е тоа е контра ова што го говори Мицковски дека од математички без разлика, јас имам свој ставови. Без разлика на што го говори Мицковски. Добро. Политиката е нешто повеќе од математиката, а тоа е пред се раководење со емоциите на популацијата, на граѓаните. Република Македонија е мултиетничка и мултиконфесионална држава и мислам дека е апсолутна грешка за поставувањето на капацитетите на ВМРО-ДПМН да мобилизира поддржувачи и од другите граѓани кои имаат различен идентитет, етнички, религиозен или друг вид идентитет, различен од оној доминантниот во ВМРО-ДПМН, тоа е македонскиот или православниот и така натака. Мислам дека тоа е сериозен ограничувачки фактор на капацитетите на ВМРО-ДПМН во тој поглед. Тоа беше дел од гостувањето на Петар Богоевски во текот на вчерашното отворено студио кај колегата Сашо Ордановски, во кое што тој кратко заклучува дека се загуби шансата ВМРО-ДПМН да биде вистинска алтернатива на власта, бидејќи во текот на една година не успеале да ги спроведат реформите кои што беа најавени. А во текот на вчерашниот ден во отвореното студио гостуваше и Гордана Лажетич. Елена, да ги запознаеме гледачите, односно да ги навратиме на ова гостување во текот на вчерашното отворено студио. Така, Антонија, значи, вчера исто така, значи, во отвореното студио со домакинот Саша Ордановски гостуваше и професорката Гордана Лажетич, која што двајцата дискутира на темата правдата на нозе и во разговорот таа истакна дека всушност во кризните моменти во државата политиката е таа која што секогаш преовладува над правото, но сепак предлагам со повеќе детали, односно како течеше овој разговор и кои се дополнителните информации кои што ги посочи професорката Лажетич, предлагам да слушнеме од дополнителната нејзина изјава. Мотивот мој за ваквиот ангажман во последниве неколку дена е всушност резултат на согледувањето дека правната држава, дека владењето на правото нас не се уште многу недостижен концепт. Знаеме како треба да биде, меѓутоа очигледно не ни одговара. И сега правото стана инструмент на политиката. И во подолг временски период тоа ни стана дел од навика. Дека сегаш правото е тука, значи кога имаме определен политички проблем или определена политичка цел, дека тоа лесно можеме легислативно да го решиме. Интегритетот треба да го има секој од нас во професијата што ја врши. И универзитетските професори во еден дел. Правниците, знаете како, филата е различна, со различен мотив се влегува во определено прашање, а се толкува од различен аспект, што лукративно, што креативно, што опортунистички, на крај конформистички. Знаете, применетата наука бара малку друг фундамент. Меѓутоа, тогаш кога ќе почнете поради определени лукративни цели да браните решенија и да изнесувате аргументи во кои што самите не верувате, тоа, знаете, може да успее еднаш, два пати, три пати, потоа веќе е јасно. И затоа мислам дека политиката го поклопи правото. Судијата треба да биде одсечен и да знае точно што сме, што не сме и со кои аргументи тоа треба да го подкрепи. Значи, ние чекаме од судиите и очекуваме, не секогаш го добиваме тоа како резултат, да тоа што ќе биде интерпартес, законите не се нас, кон сите, ерга омнес. Значи, меѓутоа, конкретната пресуда која што востанува право раздаваат. Имаме на моменти ситуации каде што немате чувство дека имаме
правораздавање и се знаете како можете да нагаѓате, никогаш немате докази за тоа, зашто всушност станува збор. Јас мислам дека се злоупотреби преширокото толкување на она што значи слободно судиско убедување. Да, судијата има слободно судиско убедување, но за тоа мора да го рациото на таквата одлука мора да ја даде во образложението. Мора да ги има кои се тие аргументи, од кои причини мисли така. Он има право да има свој став, ама тоа мора да биде соодветно аргументирано. Така што без аргументи пропаѓа она што значи основото, условно речено, на нештото што ќе биде. Еве сега се наоѓаме во ситуација кога се уште не е објавено образложението на Врховниот суд за на одлука што ја донесеа пред некој ден. Значи ние имаме PR служба која комуницира со јавноста и потоа прави некакви соопштенија, ама тие соопштенија за јавноста не се правно мислење. Видете, ви кажам, многу е чудно, Врховниот суд комуницира точно така со јавноста, преку она што ја го нарекувам пежоративно писание, бидејќи некако одбивам да прифатам дека е тоа начелно правно мислење. Зошто? Затоа што пред да го донесат имавме мир и спокој, а сега имаме, да не речам, паника, вознемиреност. Едноставно луѓето не знаат, судиите не знаат како да постапат. Значи, ако Врховниот суд сакаше да помогне во толкувањето, ова е токму начин како тоа не смееше да се случи. Очекував денеска да има некакво образложение, бидејќи да биде во делот на начелни правни мислења, се знае каде што се објавува, со елаборација на тоа што е позади идејата на правното мислење, кое што е само има ли некаков рок во кој што тоа мора да се направи? Вообичаено, видете, тоа треба да оди синхронизирано едно со друго. Меѓутоа, практиката во Врховниот суд е да најчесто правните мислења произлезат после исцрпни дискусии, разговори, размена на аргументи, ставови. Треба да биде и вклучена и науката. Значи, едноставно да не за да науката диктира како да биде мислењето, туку едноставно да помогне со некои истражувања, со некои ставови и така натаму, кои што секогаш се добродојни, повеќе мина помни од еден. Меѓутоа, во конкретниот случај тоа било пребрзо донесено. И знаете што исто интересно, што да речеме, ако во Законот за судови сега дадена можност да адвокатите поднесат иницијатива, и тоа е добро. И тоа е добро, зошто да не? Да, ја слушавме таа, бидејќи имаат различни пракса, брани во Тетово, брани во Велес, па може да види. Ултра брзо одлучи Врховниот суд во конкретниот случај. Мислам дека треба за тоа стварно да им се честита таква брзина. Мислам дека во друга да правиме анализа. Кога стасана иницијатива толку брзо била поставена како прашање, мислам дека нема да најме. Мислам дека таква наивност не можеме да си дозволиме. Тоа беше дел од гостувањето на Гордана Лажетич во вчерашното отворено студио Едена, како што предходно најави колешката Елена. Сега во живо се селиме во Законодавниот дом, таму е нашата колешка Весна Велкова. Тодоровска Весна, доколку се слушаме, повели со последните информации, односно деталите за комисијата, односно телото кој што треба да ги избере следните членови на антикорупцијската комисија. Да, така е, Антонио. Во моментов комисијата за селекција овде има пауза, но очигледно е дека датумот за распишување на претседателските избори го диктира и темпото на интервјуата на кандидатите кои сакаат да станат членови на антикорупцијската комисија. Значи има звучни и помалку звучни имиња меѓу кандидатите за членови кои денеска даваа интервјуа овде на комисијата за селекција. Беше и поранишниот шеф на УБК Горан Митевски, потоа беше тука Маја Малахова, претседателката на комисијата за жалби по јавни набавки. Попладнево интервју ќе даде и Гоце Наумовски, братот на поранишниот амбасадор Васко Наумовски. Да ги слушнеме овде изјавите, односно дел од оние што денеска даваа интервјуа. Доколку еден член заменува повеќе работни места, тука веќе се создава и услови и можности за корупција. Доколку еден човек одлучува, такви случаи имаше во Министерството за внатрешни работи кои се надминаа. Доколку еден инспектор пратите да разговара со лице за кој има пријава за одредена корупција, тој е подложен во непосредниот разговор, доколку е сам, да му биде понудена одредено мито, корупција, и на тој начин тој да прифати предметот да го стави во фиока. Доколку
постојат 20 инспектори кои ќе разговараат со осомниченото лице и доколку уште 20 инспектори пратиме по место на живење, по место на работа да извршат одредени проверки, дали тоа лице троши несразмерно многу пари, на тој начин доколку инспекторот кој го води случајот свати дека не одлучува сам по предметот и на тој начин се избегнува ризикот од корупција и затоа и пополнетоста на самата Државна комисија за спречување на корупција, мислам дека основен услов е да биде целата систематизација пополнета за секој да одговара за своето работење, без тоа нема успешна комисија. Треба да се направи дистинкција помеѓу Државната комисија за жалби за јавни набавки и Државната ревизија. Како Државна комисија за жалби на јавни набавки треба, основна цел беше да го спроведуваме правото, да иницираме измени на закони и да бидеме апсолутно транспарентни и јавни во нашето работење, кој нешто го правевме. Не значи дека ако председателката на комисијата не излегла јавно да зборува за одлуките, тие беа јавно достапни преку веб страната, преку кое што можеше и да се види работењето на комисијата. Господи, јас не зборувам на памет, значи со години слушаме како невладините организации злоупотребиле, сега точно не ми текнува за било која од нив, ама тоа е точно. Дали ДКСК со вас како член во комисијата би ја намалила или би ја продолжила соработката со невладините организации? Не, би ја продолжил соработката со невладините. Иако констатирате дека има корупција кај нив? Има кај некоја, не кај секоја. Да, сите овие кандидати ќе бидат избрани нели според она колку бодови ќе добијат, потоа ќе поминат уште еден филтер комисијата за избор и именувања и потоа одат на собраниска седница. Студио? Весна, ти благодариме за ова вклучување во живоот законодавниот дом и пренесување на информациите со повеќе информации во текот на следните информативни изданија. Елена, тука се ближи крајот на првиот блок на отвореното студио. Така е, Антонија, како што спомена и ти, тука завршува првиот блок од отвореното студио 1, а во продолжение погледнете го дневникот со колешката Елена Джугуманова. Предмети